рушие бараките таму? Кај сте овие 4-5 дена? Па таму спиевме, значи надвор вака у земја, значи оние доаѓаат редовно овие 3 дена, значи редовно рушат наши тука од општината, Гоце Трајанот ги нареди таму да доаѓаат и ги рушат бараките, сат време ги правиме, сат време доаѓаат ги рушат. Навечер ги правиме, утре савалет ги рушат. Значи немаме мир од нив да живееме како што треба, како луѓе, како сите што живеат. Ромите, албанците, македонците и ние сакаме да живееме. Значи и ние да сакаме нашиот правот да биде како што треба да живееме со наши деца. Дали ме саќаш? Е тоа. И сега ние дојдевме до господинот, до Гоце Трајанов, да ако он може да нигде да најде никој место за нас, за оваа фамилија, вака што сме на улици, да премести нигде кај било. Значи не сакаме само центар, било каде, Шуткали, кај било, да имаме нашиот дом со наши деца. Е тоа сакаме од Гоце Трајанов за нас да доаѓа тука со ромите да разговари, тој што ќе вети тоа да го прави. Таму уште колку луѓе има на тоа место? Па има уште скоро 10 фамилии има таму што чекат, што ги пуштевме наши бараки да ги пазат, да не ги крадат алиштата, точаци, количките, значи други работи што имаме вака криени да не ги земат. До кога сега планирате да останете? Па тука до петок треба да спиеме тука. Значи од тука не се трнаме, значи не знам кој да е, значи нема да се трнам. Ако треба тепајне полиција, тоа, значи тоа рискиран сум да идам. Значи напред со оваа фамилија вака. Значи више ние сме на улици. Значи за моите деца би земам затвор да идризам, значи нема проблем, зашто до тука ми е овој живот. Тоа е од мене. Значи 3 деца ми е тука родени на овој, значи тука у Кале, 3 деца. Значи имам јас, праине се тука на ова. 10 години тука сум. Значи како може он да ги руши ромите, да не се грижи за ромите? Зашто тоа? Зашто, аре, дали кој држава ова, не знам, не можам да сваќам тоа. Значи ние сме македонци, роми, на оваа држава сме. Не сме Арабија дова. Апем давам до Гоце Трајанов, некако да ни помага, зашто он, слушам у телевизор, кажува, кај имаме и куќи, после 3 месеци се враќаме, тоа не е вистина, зашто јас сум како имам 20 години под улици више сум ја. Немам никаква куќа, тоа. И сакам од никоја држава никако да ни помага за деца, млеко, леп, тоа, зашто по надвор сме, верувајте више. Значи сакаме ние да имаме никакво дом, да живееме како луѓе и ние, не сакаме пример да идеме под канти, ние да бараме. Сакам и ја како сите што има работи, јас сакам да имам и ја работа како вас. Ама немам такво живот од џабе. За моите деца, еве, спијам надвор, за мојата фамилија, нема каде ќари више да набаѓаме. Тоа утровот кога сте овде, некој дојде да ви одговори да не? Никој не дојде од тука, кажува да не ви гледаме, најдете каде сакате, одите, не ми интересува. Како да не ви интерес за тоа? Ја не сум од никоја држава друга, јас сум кога лично македонец. Треба никако да ни помага, некако. Не знам како да ви кажам више. Значи 20 години надвор сум од Лисиче, више да не ти кажам. Значи надвор сум, он кажува, кај пред 3 месеци имаме куќи, се вратиме на тој место. Тоа не е вистина. Да ме докажеш, бар да има некој решение, да ми каже да си бил. Имаш куќа. Немам. Да имаме куќа, зашто да седиме тука? Да правиме проблем или за никој. Како се станалите од кога останавте без бараките? Каде спиете? Од улици, по шатори, наваѓаме што било од некој луѓе ни дава дерва, тоа пак да правиме бараките, они не ги изгорат бараките пак од општината. Вакера да бе, од Кина што дојде храна вчера. Да, исто од Кина, никој од Кореја, не знам, и дојде кај таму ни помага за јадење за деца. И тоа е добро што ни помага, верувајте. Значи, не сакам за никој така да е како за нас живот, не сакам за никој овој живот. Значи, верувајте више, нема каде да идеме. Значи, верувајте више, цела држава треба да преме да зема овој више, кај нема каде да идеме.